Почитувани гледачи, добар ден! Добро дојдовте во уште една епизода на Маја готви. Многу често ви повторувам дека готвењето е една од најважните вештини кои може да ги поседувате. А за да ги научите, треба да ги научите од мали нозе. Обожавам да готвам со деца и затоа во емисиите многу често имаме гости деца, а денес имаме една мала прекрасна дама која се вика Лена. Лена. Има колку години? 5,5 години. Лена, каде одиш ти во школа? Во Еф. И таму зборувате на кој јазик? На француски. Имаме една француска дама и ќе ни кажеш нешто на француски, ќе ни Да. кажеш здраво, јас се викам Лена, може? Ајде. Бонжур. Bonjour, moi je m'appelle Lena. Лела, колку е прекрасно, па нема ништо побава од дама која зборува француски. Лена, ќе готвиме денеска? Да. Денеска ќе направиме, бидејќи вие како сите деца сакате да готвите, да јадете. Што најмногу сакате да јадете како дечиња? Пита. Пита. Денеска ќе направиме една фантастична пита која ја нареков компируша. Може да биде таква пита? Си пробала пита со компир? Инспирацијата ја добив од еден пост на другарка која постираше класична македонска пита со компир и јас решив малку да ја унапредам и да додадам некои состојки, она ќе ми каже дали тоа изгледа како што треба, а Лена ќе ми помогне да ја направиме питата. За да ја направиме питата, денеска ќе користиме, ви кажав дека треба да се лесните во кујната секогаш кога готвите, ќе користиме готово тесто. Ова е тесто лиснато, ќе користиме половина килограм компир, ќе користиме малку павлака за готвење која е неутрална и несолена, путар, сите тоа ова ќе го наполниме, ќе го затвориме како пита и на крај ќе јадеме во дворче. Да. Може? Ајде. Лина ни е качена на столче, бидејќи сакаме да ја видите колку е денеска убава и дотерана. Така ли на? Ствари, ајде прво да го исечеме компирот, може? Сакаш да ми помогнеш со сечкање? Ајде. Малиот нож за тебе, големиот за мене, може? Да. Ќе го земеме едниот компир. Ајде помогни ми да го држиме компирот, може? Го држиш компирот? Не се плаши, нема да ти... Ќе ги исечеме на ситни кругови. Јас ќе внимавам на твоите малецки рачиња, на тенки кругови. Дали тебе ти е страв да сечеш компир? Не. Не ти е страв, така. Дали сакаш ти да готвиш? Да. Што најчесто готвите со мама и со тато? Едниот. Што најчесто готвите со мама и со тато, ќе ни раскажеш? Додека јас ги пржам? Што готвите најчесто со мама и со тато? Што сакаш ти најмногу да јадеш? Риба и пире. Риба и пире. Вау, и како ја подготвувате рибата? Печена, пржена, каква ја правите ли рибата? Печен. Печена. Која риба знаеш? Како се? Секакви риби. Тоа е многу здраво, тоа е многу убаво. А во школа што јадете во школа? Најчесто што јадете? И тебе кој ти е омилен? Супа. Супа најчесто јадете. Од што е таа супа што јадете во школа? Кажи ни да научиме нешто. Секаква, една што ти е омилена? Од броколи. Од броколи. Се гордам со тебе. Навистина. Нема ништо поубаво да слушнете од дете кој најмногу сака да јаде броколи. Просто неверојатно. Компирот ќе го исечеме, половина килограм компир и ќе го пропржиме. Нашиот компир е готов, изечкан на крукчиња, тенки се или дебели? Тенки крукчиња. Сега компирите ќе ги пропржиме кратко, малку во масло и во путер, потоа ќе додадеме малку сос за да ја наполниме питата. Си пробала ваква пита некогаш? Не. Сега ќе пробаме. Значи, она што ќе направиме, ќе ставиме малку масло. Ќе користиме наше брилијант масло. И ќе ставиме околу 10 грама путер. Компирите ќе ги пржиме многу кратко, околу 2 до 3 минути, само да започне процесот на готвење, потоа ќе ги ставиме на страна за да не бидат многу топли, односно да бидат млаки кога ќе ја наполниме питата, за да не ни се распадне лиснатото тесто. Компирите ќе ги ставиме. Лена, дали имаш ти брат или сестричка? Брат. Брат, колку е стар брат ти? Зошто не ни дојде денеска во... Мал е? Да. А он дали знае нешто да подготви, дали нешто знае да сготви? Не. Не, треба да го донесеме да го научиме нешто да сготви.
Дали ти нешто знаеш да сготвиш по дома? Дали си готвела со мама и со тато? Да. Што си готвела? Сутли. Сутлијаш. Ке ми кажеш како се подготвува сутлијаш? Што се става внатре, се сеќаваш? Не. Може ја да ти кажам? Ставате вода и млеко малку, така? И после што стававте, што е главната состојка на сутлијашот, знаеш? Орис. Бел орис, така? Да. И сите тоа се вари, така, се вари долго. И после тоа што ставаме најгоре, ставате цимет? Да. Јас многу сакам цимет. Сутлијаш со цимет. Ке дојдеш да ни подготвиш еден ден во емисија сутлијаш со цимет? Да. И после ќе го изедеме. Сакаш ти благо или солено повеќе? Два. Крвна група. И јас сакам многу благо. Во нашата кујна користиме брилијант масло, а брилијант маслото е рафинирано сончогледово масло со најголема биолошка вредност од сите масла за јадење, наменети за широка потрошувачка. Неговата голема застапеност се дължи на пријатниот мирис, вкус, стабилност, големиот процент на линоловска масна киселина, која е есенцијална и ги прави одлично вкусни вашите јадења. Нашите компир 2 минути, колку само да започне процесот ќе ги пржиме. Каква пита сакаш ти најмногу, Лена? Со сиренце. Со сиренце? Да. И како се прави таа пита, со кори, готови или онаа во продавница, во пекара што може да ја купите? Да дадовме околу 50 на милилитри павлака за готвење, која е неутрална, колку да направиме сос околу компирите, кои ќе се соедини фантастично со моето масло и путер. Малку ќе ги оставиме да провријат, за да се сгусне. Од каде најчесто купувате пита, онаква купена или дома си ја правите питата? Си правите дома пита? Да. Мама ми каже дека тато ја пробал, ги пробал моите банички. Дали ги направи во моите банички, тато? Да. Убави беа. Со што ги наполнивте внатре? Со сиренце? Не. Со што беа внатре? Со спањак и сиренце. Со спанак и сиренце. Исти такви и јас подготвив во емисија, знаеш? Не знаеш? Ете, добро, тато ја гледал емисијата и ги подготвил баничките по мојот рецепт. Пред некој ден, сакаш да ти раскажам што ми се случи пред некој ден, бев во Сити Мол и се шетавме со мојот син Марио. Бевме да купиме книги и наеднаш некоја господја која продаваше во продавниците ми се приближи и ми вика: "Од кај те знам тебе, од кај те знам тебе?" Јас викам: "Стварно не знам од кај ме знаеш, не сме пиеле кафе, не сме се дружеле. Те знам од некаде, ти си баничка." Ја викам: "Каква баничка? Јас сум Маја, не сум баничка." Баничка, ти ги правеше баничките. И така се сликавме. Немавме баничка за да се сликаме, ама беше интересно искуство. Ете ги нашите компири се готови. Ете види како изгледа. На крај ќе ги зачиниме со малку мајчина душица. Ова е мајчина душица која е смешана со сол и со бибер, затоа нема да засолам и да ги набиберам. Тука имам мајчина душица, крупна морска сол, бибер. Дали мириси баба? Да. Баш ми е драго што ти се допаѓа. Кажи ми во школа кој ти е најомилен предмет сега? Кој ти е најомилен предмет во школа? Во школа си уште или во градинка? Во школа. Во школа си прво делење, така? Да. Кој ти е најомилениот предмет? Книгите. Книгите? По кои книги? Тие што ги читате по македонски јазик, по француски, по кој? Во француски. По француски, која ти е омилена книга? Нашиот компир ќе го трнеме на страна По за да испари целата математика. течност. По математика. Вау! Ти си значи една математичарка, така? А кажи ни кој се твоето хоби? Што сакаш ти најмногу да правиш? Што сакаш најмногу да правиш? Јас знам од мама и од тато дека ти имаш едно хоби во кое добиваш и места во светот, така? Или да надпревари? Што најмногу сакаш да правиш? Најмногу сакаш да? Да пливам. Да пливаш? Дали вежбаш ти некаде, учиш да пливаш или така тоа спонтано ти дојде си знаеше да пливаш? Учиш во некоја школа? Да. И што учите? И колку до сега си била на некој надпревар? Да. И што си освоила до сега? Кажи ни, ќе ни раскажеш? Сакаш да ми помогнеш да го замислиме ова?
Ај вака ќе направиме. Значи имавме 2 парчиња готово лиснато тесто, ќе го набрашниме убаво за да не ни се распадне, бидејќи ќе го обработиме и случајно да не се скине. Лина ќе ми помогне да го исукаме тестото, ќе направиме круг со која подоцна ќе ја наполниме компирушата. Може јас ќе ти помогнам, дојди ти малце понавака. Можеш да седнеш на коленца, може на колена да се качиш. Ајде на колена и заедно да ја измесиме кората. Може? Да. Ќе ми помогнеш? Да. Ајде. Така само, за да можеме да направиме круг. Ајде. Ќе се измиеме после, не се секирај. Може? Да. Ајде, меси ти додека јас ги подготвам другите работи. Убаво, убаво качи се на... Ми треба хартија за печење, за да можам да подготвам. Каде? Убаво стисни вака, убаво види како. Ева вака, тука ќе го фатиш. И стискаш, рамномерно. Ете така. Уште па нагоре, за да може да направиме круг. Може? Да. Ајде, така. Уште едно, што ќе го свртам. Не се секира, ќе си измиеме подоцна. Ова емисија за готвење. После така ќе си измиеме сите, така? Да. И кадеме нешто благо. Може? Ајде, ти сукај. Додека јас ја подготвам мојата тепсија. Во една рамна тепсија ќе ставиме за хартија за печење, бидејќи не сакаме да биде многу масно. Ете Лена е готова со незината пита, со незината кора. Сега кората ќе ја исечеме кружно. Може да искористиме на тенџера? Да. Ете така. Како калапче за мафини, а само со голема тенџера, така? Да. Ете нашата кора. Дали за ова? Да. Кружна кора. Ќе ја протегнеме уште малце. Дали сакаш да правиш одредени ракотвораби ти во школа? Да. Што најдобро правиш? Честитки некој може би. Што најдобро правиш? Правевме за есента. И што направи ти за есента, ќе ни раскажеш? Дрв. Дрво. И што стави на дрвото? Лисја. Лисја. Да. Дали ти сакаш да правиш рачни работи? Јас многу сакам да правам рачни работи и многу сакам девојчиња. А јас сум мајка на 2 машки. И моите пријателки што имаат девојчиња, женски деца, пошто знаат дека имам јас многу голема жилба да имам ќерка, многу често ме викаат по школите и по градинките, за да им помогнам да бидам заменска мајка. На тие ништо не ќе тоа да го прават. Таа ни е втората кора. Значи додека ние ги подготвивме тестото, направивме еден прекрасен круг во кој ќе ги ставиме компирите, Лена ќе ми помогне да го изрендаме кашкавалот, што ќе го ставиме врз компирите, ќе ми помогнеш, Лена? Да. Видите едно парче кашкавал, обичен кашкавал, ово е мешан. Силно го притиснеш рендето, ќе го фатиш од надвор и полека ќе притискаш за да рендаш, добра? Да. Половина треба да го изрендаш, а додека Лена го ренда кашкавалот, јас ќе ги намачкам околу 1 сантиметар краевите со жолчка, за да можам да ги залепам со горната кора. Нашите помпири ќе ги редиме во круг. Додека Лена ни го ренда кашкавалот, ние ќе ги наредиме компирите. При тоа табата ќе прави рингишпил. Така. Да. Дали ти убаво тука кај мене дома? Да. Ќе ми додеш пак на гости? Да. Го земе ми брат ти? Да. Што би ни направил он? Најмногу што сака он да јаде? Макарони. Значи него кога ќе го викнеме, треба да подготвиме макарони, така? Да. Обавезно ќе смислиме има некој омилен рецепт или јаде макарони со се, буквално? Со се. Со се, црвен или бел сос? Со секак. Со секаков. Одлично. Да знаеме за да го викнеме и да му направиме макарони. Јас ти ќе ги подготвиме, он бидејќи е мал ќе не гледа или ќе му даеме нешто да прави. Може на пример да ги стави макароните да се вара, така? Тоа е безбедно за него. Колку години има он? 3. 3 години.
Дали ти се допаѓа Бони? Лена ни е прв пат на гости кај нас Да. дома. Малку не е френдли, а? Не сакаше да се гали со тебе? Ама тука ја привлекува мирисот и види како се врти околу тебе. Дали до кај си со кашкавалот? При крај. Дајде да видиме, може да видиме? Добро, сега, ајде стави го дозгора, нароси го врз питата. Убаво вака, стави го дозгора на сите страни. Браво! Јас додека ти го правиш тоа, ќе рендам дозгора. За малку да убрзаме, може? Кашкавалот ќе се тегне прекрасно со питата кога ќе ја исечеме. Ајде така, достави го целиот. Земи поголема количина. Ставај. Браво! Имаме кашкавал, уште малку ќе ставиме од нашата мајчина душица, бибер и сол. И на крајот ќе го затвориме, за да личи на пита. Крајевите ќе ги донесеме на крајот и полека ќе ги завиткаме како пита. Да направиме една плетенка на крајот. Или треба убаво да изгледа. Прекрасна пита. Не сме да оставиме никаков простор за да не ни истече кашкавалот и компирите и сосот однатре, компирите да се сготват со сосот кој е внатре. Ета нашата пита ќе направиме само мали дупчиња за да може да испарува и да изгледа убаво. Дали изгледа убаво? Да. На крај ќе ја премачкаме. Хајде да ја премачкаш ти со масло, со малку жолчка. Премачкај го, ќе ставиме малку и масло. Ќе ставиме малку масло во жолчката. Ајде, земи сега од маслото. Ајде, мачкај. На сите страни. Малку побрзо. Во кујната треба да бидеме малку и брзи. Да ги намачкаме краевите, да биде убава кафеава питата. И ја ставаме 20 минути на 200 степени во рерна и потоа ќе исечеме и ќе видиме што сме направиле. Може? Да. Ти благодарам за помошта денеска. Ние се гледаме веќе така кратко надвор, кога нашата пита ќе биде готова. Денес на гости ми беше Лена. Со Лена си поминавме прекрасно, ми ја исполни желбата да имам девојче во кујна и да ја учам да готви. Денеска бевме 3 жени, јас, Буни и Лена. Лена, која ти е најдобра другарка во школа? Мона. Што си правите ти и Мона најчесто? Си игра. Што си играте, која ви е омилена игра? Сите. Сите игри. Играте ластик, знаеш кој што игравме ние со моите другарки кога бевме мали? Игравме ластик. Тоа е една игра каде што две девојчиња држат ластик, а останатите скокаат и рипаат во одреден ритам и нешто што беше ги качувавме ластикот дури до врат. Вие такви игри не играте? Не. Какви игри играте денеска вие? Други. Кои се тие други игри? Например, една. Например, боите, цртате, можеби? Да. Некогаш боите цртате. Сега ќе пробаме питата? Да. Ќе одјавиме емисијата? Да. Ќе ги поздравиш гледачите? Да. Ќе им кажеш дека пак ќе дојдеш? Да. Ајде јас додека сеќам, ти поздрави ги гледачите, обрати се на нив и кажи им што направивме денеска. Ние направивме Пита. пита со што? Со компир. И ќе им кажеш дека пак ќе дојдеш? Да. Ајде, поздрави ги убаво на гледачите. И пак ќе дојда. Чао! Чао. И Буни чека пита, види. На здравје.